Јас би сакал да прашам неколку работи. Прво ќе констатирам дека ова е денот каде што почнува мафијата да се добива нова влада и мафијата да добива нова држава. Сакам да прашам дали Заев ве предлага или Али Ахмети? Дали Заев кој вели дека Дуи со популистичка кампања ќе оди во опозиција? Дали оној Заев кој вели дека пет пари не вреди? Зборам за Дуи. Дали оној Заев кој вели дека Дуи ќе оди во опозиција бидејќи нема иднина национализмот во Македонија? Дали Мухамед Зекири ќе ве гласа? Кој велеше дека вие сте канцер, вие сте рак на општеството, вие сте криминалци, вие сте багабонти? Дали денес кон ќе ве гласа? Дали ништо друго ве спојува сите вас? Ве спојува, да, тоа се парите, мокта, тендерите и се останато. Но да не забораваме дали исто така ве предлага и господинот Али Ахмети, кој вели за Заев од кога ќе се напие по некоја ракија, дава чудни изјави. А исто така да не забораваме, бидејќи почнува овој ден, као што кажав, со како мафијата да создаде нова влада, бидејќи токму тоа е првиот шекор со кандидатурата на господинот Джафери. Дали заборавате дека господинот Али Ахмети спомна дека Заев нема да биде ни мандатар? Се тоа се говореше во изборната кампања. Се тоа од денеска не важи. Затоа граѓаните треба многу добро да знаат. Се што говори оваа така наречена нова влада, све ќе ви излаже. Тоа го правиш изминатите 3 години, тоа ќе го прави постојано во иднина. Знаете како? Има еден објект тука во Скопје, во Мавровка, никој не знае кој го гради. Таква е оваа власт. Кога тогаш ќе биде урната. Ќе трае кратко, но да не забораваме една работа. По закон може да им се одземат ингеренциите на општината и да се сруши. Но тоа никој не го прави. Бидејќи сите заедно сте во тие заеднички тендер коалиции, сите заеднички сакате да останете само поради една цел, што подолго, а тоа се власт, мок и пари. Ништо повеќе, ништо помалце. Се она што го ветувавте, го излажавте во кампањата, а се разбира сега ќе имаме можност да слушаме многу други работи од вас, што сигурно повторно ќе бидат измама. Затоа, господине Талат Джафери, нема да добиете поддршката од ВМРО-ДПМНЕ, барем од мене се разбира, бидејќи знаете и вие што мислите за вашите сопартици, односно оние колеги во владата од СДСМ, кои знаете дека помеѓу вас нема некоја програма за проекти, нема за подобреднина, туку има кој од вас да ги добие функциите во држава, како да се скарате за подобри позиции и да владеете клановски. Ниту еден од вас нема да говори за проекти, ниту еден од вас нема да збори за визија на Македонија, што да се изгради наредните 4 години, повеќе плати, повеќе пензии и така натаму. Туку само како да си ги зачувате своите ресори. Еве веќе слушаме повторно со стари некои квази муабети од порано што се случувало, како се случувало. Јас одве чекам да видам што се ќе говорите за наредните. Вие како што велите 4 години, јас би кажал до локални избори. Но многу предизвици има пред нас. Јас се надевам дека ние од ВМРО-ДПМНЕ, поготово моите колеги од изборната единица 2, ќе правиме се за граѓаните од изборната единица 2. Ајде да ги натераме сите, поготово, еве да кажеме, господинот Али Ахмети и Тач, бидејќи се 62 партијници, секој ден да доаѓаат на работа. Ние да предлагаме закони, ние да бидеме моторот на ова собрание, ние да се бориме за секој еден проект, бидејќи јас тоа планирам да го правам. Јас знам да водам позитивна кампања и во текни избори, но и да работам за позитивни работи во Република Македонија. Доста е со циркузијада, доста е со театри во Република Македонија. Време е некој да мисли за Македонија, но оваа власт сега што се најава, никогаш нема да мисли на Република Македонија. Затоа, господине Талат Джафери, нема да добиете поддршка од ВМРО-ДПМНЕ, а исто така ниту оваа, како да речем, криминална нова власт. Благодарам. Благодарам и вам. Да ве подсетам, ваква квалификација не правевте 2013 година кога станав министр за одбрана. Впрочем, ве разбирам, вие тогаш не бевте Добро, не бевте пратеник, затоа ве подсетувам, вие не бевте пратеник, сигурно им замерате на вашите колеги тогашни во седмиот мандат. Но